Општина Кисела Вода одржа вонредна седница со две единствени точки, а тоа е издвојување на средства од буџетот на општина Кисела Вода за помош, за прва помош, пренасочување на средства према општина Газибава во износ од 600.000 денари. И втората точка е издвојување на средства од буџетот на општина Кисела Вода за загрозените семејства на територија на општина Кисела Вода во висина од 2 милиони денари. Седницата секако започна со едноминутно молчење, како во знака за изразување на сочувство на сите семејства во најпогодениот дел на град Скопје, во општина Газибава. Од името на Советот на општина Кисела Вода, од името на жителите на општина Кисела Вода, од името на целата општинска администрација на Кисела Вода и од мое лично име како градоначелник на Кисела Вода би сакала да го изразим и нашето сочувство. Би сакала да направам еден пресек за она што се случуваше на територија на општина Кисела Вода. Би било неблагодарно во однос на оние катастрофи кои се случија ноќта во сабота према недела во загрозениот дел, да споредуваме со она што се случуваше во Кисела Вода. Меѓутоа, исто факт е дека и во Кисела Вода не ја одмина невремето. Уште утредента во недела направивме констатација во раните утрински часови, веќе од 5 сат ние формиравме кризен штаб во општина Кисела Вода од 8 члена, каде што јас како градоначелник сум координатор. Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на сите 8 души затоа што безпоштедно се дадоа по 24 сата деноноќно се на терен, вклучувајќи и мене, за да може да се координираме како брзо да се реагира на терен. Она што направивме пресек и најважно што беше утредента додека беше суво времето да се направи расчистување на теренот, на сите одрони, на цел кал, на одрони на асфалтни парчиња по одредени делници, песок, за како бидејќи беа најавени нови врнежи, како не би дошло до ново затнување на канализационите мрежи и секако атмосферските мрежи, за да не дојде до уште покатастрофални состојби во населените места.